Многу е важно да се напомене и тоа дека постојат 5 основни, да речеме, пилари преку кои што се спроведуваат овие операции за влијание. Односно Кремљ ги користи своите официјални владини представници и многу често гледаме изјави на руските официјални лица едноставно само пренесени во медиумите без никаква проверка или без да се даде контекст дека таквата порака, таквата информација, таквиот наратив е лажен. Втората група на актери на кои што обрнуваме внимание се медиумите и пропагандистите кои што се финансирани од Кремљ и нормално ја спроведуваат нивната агенда. Понатака имаме и така наречени прокси извори и имаме и најважниот пилар е тоа дека социјалните мрежи се користат како еден вид на оружје во оваа информацијска војна. Друга битна карактеристика која што е многу важна е тоа што сите треба да обрнеме внимание на јазикот кој што го користат сите овие актери. Тоа ќе го илустрирам преку примерот на тоа дека руските официјални лица и нивните пропагандисти за тоа што го прават, за злоделата што ги прават во Украина, го користат терминот специјална воена операција. И оваа техника не е ништо ново, корени влеча уште од времето на Советскиот сојуз и од прирачникот на КГБ. Поентата ми е дека ќе ги спречиме наративите само доколку го користиме вистинскиот јазик, а тоа е дека Руската Федерација во Украина цела година спроведува брутална агресија врз недолжно цивилно население, убивајќи жени и деца, уништувајќи критична цивилна инфраструктура, болници, училишта, културно наследство и така натака. На почеток, да предам на малце поконкретни наративи, на почетокот, уште од пред да започне агресијата, видовме примери како руските официјални лица го лажеа светот дека немаат намера да ја нападнат Украина, вклучувајќи го и рускиот амбасадор во Република Северна Македонија, за после неколку недели уствари да видиме една невидена агресија каква што немало на тлото на Европа после Втората светска војна. Во принцип, преку така наречените операции на лажни знамиња, се обидоа да најдат оправдувања за нивните војни действија и агресија, се обидоа го промовираат наративот дека Украина представува закана за нивната безбедност, или дека западните демократски општества се закана, што секако ништо од тоа не е точно и можам слободно да кажам дека на почетокот на агресијата овие операции беа неуспешни благодарение на брзата реакција од демократскиот свет и општествата, експертите и така натака. Во исто време кај нас, во Северна Македонија, забележавме и тренд во кој што се обидоа да ја убедат домашната публика дека Украина ја губи војната и еве сме, за жал, една година потоа, Украина се уште пати, војната не е завршена, Украина не е изгубила војната и нема ни да ја изгуби. Вториот, да кажам како за почеток, наратив на кој што вреди да му се посвети внимание е поврзан со економските санкции. Видовме наратив кој што се провлекува па најмногу некаде од периодот мај-јуни, од кога на вистина Руската Федерација вида дека санкциите влијаат, тогаш се опиде да представи една слика
дека санкциите, економските санкции не ја допираат, немаат влијание врз нивната економија и за жал мислам дека допре тој наратив до голем дел од нашата популација. Но тука клучна е дисторзијата која што ја направија со овој наратив. А тоа е дека санкциите се представуваат како проблем, а не како последица заради нивните акции и действија. И тоа е она на кое што мора сите ние да обрнеме поголемо внимание, односно да ги кажеме работите така како што се. Санкциите се таму поради бруталната војна која што Русија самата ја избра и злосторствата што ги прави на територија на Украина. И на крајот, како малце и вовед за следниот говорник, имаме и наративи кои што се однесуваат и го таргетираат православното население на Балканот, преку, да кажам, наративот дека демократските земји сакаат да ја уништат Русија или сакаат да го уништат православието. Мислам, нема потреба никој да образлага на оваа тема, заради тоа што тие, како православна земја, го нападна својот сосед за жал, кој што исто така е православен. Мислам дека не постои поголем аргумент и нема потреба од понатамошна елаборација.